Во тема на денот вечерва разговарам со Билјана Ивановска, поранешна председателка на антикорупцијската комисија. Ивановска, добро вечер. Ви благодарам што сте со нас. Добро вечер и јас ви благодарам за поканата. Да почнеме со ова последно, во несогласувањата помеѓу власта и опозицијата или меѓусебните обвинувања за тоа кој е виновен за реформите во судството, додека тие се караат секој ден на пресконференции, извештаите од меѓународните институции покажуваат дека не ни оди добро. Уште повеќе, оваа година во извештајот на Европската комисија стои дека загрижува зголемениот притисок врз правосудните органи. За разлика од претходните години, кога стоеше дека се забележуваат надворешни влијанија, што значи дека како влијанијата да се зголемени и заради тоа Европската комисија изразува загриженост поради зголемениот притисок. Ова преца се должи на случувањата што беа со членовите на Судскиот совет, на Јавно-обвинителскиот совет, потоа притисоците врз јавниот обвинител за оставките, а и би рекла на некој начин и оцрнување на судиите со водење на некаква црна кампања. Како и да е, мораме да бидеме свесни и едните и другите партии дека станува збор за независна власт, судска власт, која што е загарантирана со Уставот. Значи, исто како што имаме законодавна, имаме извршна, така имаме и судска власт. Мене ме радува фактот што конечно судиите, односно Судскиот совет, се огласи и изреагира на обвинувањето од страна на премиерот и сметам дека од оваа состојба тие ќе излезат само со посветена работа, ефикасна работа и со висок интегритет, затоа што не се сите судии коруптивни и не може сега поради некој кој што се коруптивни да паѓа во вода цел еден многу важен сектор кој што треба да ја извади државата од криза. Исто така, Европската комисија посочува дека не е доволен буџетот што се двои за овој сектор, дотолку повеќе што јас би кажала дека не се исполнува законската обврска. Ако вие имате законска обврска да издвојувате 0,8% од бруто домашниот производ, тогаш исполнете. Значи, пред се, извршната власт треба да ги почитува законите и да очекува дека и другите понатаму ќе ги почитуваат законите. Исто така, посочено е и недоволниот број на човечки ресурси, и суди и обвинители, така што доколку државата го потенцира борбата против корупцијата, ја потенцира како приоритет, тогаш мора да ги исполни сите услови кои што ќе помогнат во таа борба. Знаеме дека еден од најризичните фактори за корупција е неказнивоста, токму од тука сметам дека овој сектор мора многу да заедно. Морам да ме прашам за тоа што постојано нападите се дека имаат ниска доверба, дека уживаат кај граѓаните и судството и обвинителството. Кој е виновен за таа ниска доверба и како судството и обвинителството да ја врати довербата која ужива кај граѓаните? Кажав пред малку дека тоа е уставно загарантирана категорија. Пазете што се случи со нив, кои што Уставот им гарантира независност, објективност во работата, ги бира доживотно и сега да им се случува ова. Вина има кај сите страни, меѓутоа тие сепак мора сами да се изборат за својот авторитет, со својот интегритет и со својата ефикасност во работењето. Затоа што вака постојано се соочуваат со напади кои што не мора да се секогаш и оправдани. Ако не знам дали се сеќавате, меѓутоа ние правевме со поддршка на мисијата на ОБСЕ во Скопје анализа на ранливост на правосудниот сектор и тогаш судиите и обвинителите сами дадоа оценка за состојбите со кои што се соочуваат, меѓу другото и тие ги посочија овие слабости, односно кажаа дека недостигаат ресурси, не само човечки, туку и материјално-технички, финансиски ресурси. Кога вие финансиски ќе имате зависност од извршната власт, тогаш нормално е да се очекуваат и влијанија, знаете. Така што постојано, не дека нешто ново кажа Европската комисија, туку уште повеќе го акцентира проблемот. Секоја година истите анализи ги имаме, секоја година истите резултати, истите препораки, пишува дека нема прогрес во овој сектор, а мислам дека крајно време е веќе навистина прстот да се стави на чело и да се делува во оваа област, затоа што вака никаде не одим. Овие секојдневни препукувања пак им дадеме, па нека си вработуваат, значи се си е пропишано со закон, дај да не си играме мали деца и само да не се префрлаат топката едни на други.
Важен момент во функционирањето на целиот овој систем е и антикорупцијската комисија. Изминатата недела комисијата ги сослушуваше кандидатите, издвои предлог кој што пратениците во комисија едногласно го прифатија, останува уште за една недела или како што е најавено првата недела од декември да се случи изборот во пленарна седница. Некако овој пат, не знам колку го следевте целиот процес на сослушување изборот, немаше различни размислувања кај невладиниот сектор, кај политичките партии. Како ви изгледаше целата оваа постапка? Па сметам дека е извлечена поука од претходниот пат и дека овој пат партиите си останале со повлечени раце и оставиле најдобриот кандидат, односно оној кој што реално ќе освои најмногу бодови да биде и прворангиран. И всушност тоа се случи, станува збор за кандидат кој што целиот свој работен век го има поминато во таа институција, буквално на сите работни места има работено, значи има искуство одлично, можеби најдобро од сите таму во комисијата. Сметам дека тој ќе внесе нова енергија во комисијата и ќе ги исполни оние препораки кои што Европската комисија ги напиша во овогодинешниот извештај за Државната комисија за спречување на корупција, дотолку повеќе што нагласи дека ДКСК има нарушен кредибилитет поради Ќе зборуваме за тоа, само да завршиме со делот на избраниот кандидат за председател. Споменавте само дека ги поминал сите скалила во антикорупцијска комисија. Актуелно е генерален секретар на комисијата. Не знам што точно извршуваше функција во вашиот мандат. Во наше време беше раководител на сектор за односи со јавност. И претходно има работено во имотна состојба, значи буквално во сите, видите, тоа претходно беше институција со многу мал број на вработени и неминовно беше луѓето да ротираат на повеќе работни места, така што Адем Чучев навистина има извонредно искуство. Работата останува понатаму, тој да се избори да ја одигра улогата на председател. Знаете, не е само искуството, него... Тоа ли е вашиот совет до Чучев? Па да, мислам, тоа е многу важно, затоа што сега сите очи ќе бидат вперени во него. Значи, тој треба да подобри транспарентноста, комуникациите со јавноста треба. Значи, треба да се избори со останатите членови кои што до сега малку беа потивки, поповлечени во работењето. Не знам дали ќе успее, а би требало да успее да наметне еден нов начин, нов принцип на работа кој што ќе придонесе за да се надминат овие слабости кои што се нотирани во извештајот на Европската комисија. Го споменувате неколку пати извештајот на Европската комисија, во него во делот за борбата со корупција јасно се споменува проблемот кој што го направи поранешната председателка Татјана Димитровска, дека целата постапка за незе го наруши кредибилитетот на институцијата. Ќе има ли време, ќе има ли можност новиот председател да го врати тој кредибилитет? Мислам дека времето е пред него, ова е втора година на комисијата, така што има доволно време. Време секогаш има. Работата е да се повлечат правилните потези. Забелешките на комисијата се во насока дека е намалена комуникацијата со јавноста. Изразува загриженост поради намалената транспарентност, поради намалената активност за работа со корупцијски предмети и уште повеќе вели дека е забележена колебливост и неодлучност во работење со предмети кои што имаат политички сензитивни елементи. Исто така комисијата забележува и на превентивните мерки кои што оваа институција, да не заборавиме, прво е превентивно тело и треба да ги спроведува, а исто така има и забелешки во однос на следењето на финансирањето на политичките кампањи. Токму тоа се посочува или ДКСК да ја подобри проверката на анкетни листови и надзорот врз финансирањето на изборната кампања како клучна точка во насоки кои што треба да бидат превземени. Така, во однос на анкетните листови, например, Адем има одлично искуство, работеше на анкетни листови и кога ние го подготвувавме софтверот за поврзување на ДКСК со останатите институции, тој активно учествуваше со своји предлози. Значи, тука сега треба да ја зајакне
да речам, заложбата за поврзување на институцијата, затоа што се уште институцијата стои на ниво на електронско поднесување на анкетниот лист, а не сум уверена, односно не сме слушнале, не сме разбрале дека е поврзана со останатите институции, како што е Катастар, МВР, УЈП, за да може автоматски да се врши проверката и на тој начин многу би поефикасно би функционирала институцијата и би се скратило времето за обработка на анкетните листови. На кое ниво на свесност сме ние ако имаме проблем со собирање на едни анкетни листови за функционери? Значи, нивото на свесност покажува, ниско ниво на свесност е висок степен на корупција, мислам, обратно пропорционално нели доаѓа. Така што свеста мораме да јакнеме, заради тоа што само така можеме да се избориме против корупцијата инаку. И еве во насока на финансирањето на изборната кампања, бевте учесник на локалните избори, влеговте во битка за општината Центар. Едно е да се зборува како наблюдувач за изборната корупција, но како е кога ќе влезете директно во процесот? Што се случува на тој терен? Па еве, јас ќе почнам со крајот. На крајот и овој изборен циклус покажа дека интересот е вечен, само е важно од кој центар на МОК доаѓа. Имено изборот на градоначалникот во Центар се направи со поддршка на гласачи и поддржувачи на ВМРО. И ако ги погледнете резултатите во првиот круг, јасно тоа го покажуваат. Градоначалникот има некај 2000 и кусур повеќе гласови, отколку што има гласови Советот од СДСМ. Обратно е со градоначалникот поддржан од ВМРО Лабудовиќ и бројот на советници на ВМРО и знан. Автоматски се гледа дека тој е избран со поддржувачи, односно со бизнис елитата на ВМРО, со кој што всушност и ги спроведува плановите кои што ВМРО ги донесе во 2012 година, дуповите, а ги спроведува СДСМ во изминатиот период. И тука затоа кажувам, ќе почнам со крајот, дека интересот е вечен. Само е важно од каков центар на МОК доаѓа, овој пат доаѓа од бизнис центарот. Како учесник во самата оваа кампања, можам да кажам дека се сочивме со слабости во законската регулатива. Знаете, уште со укинувањето на оние членови одредби од страна на Уставниот суд се создаде една правна неизвестност, која што траеше многу долго. Изгубивте време. Точно така. Мислам, може би дали било тоа и тактика од страна на партиите или не било, не знам, но фактичката состојба е таа дека премногу долго траеше таа правна неизвестност. Понатаму не сме рамноправни учесници во изборниот процес. Знаете, партиите учествуваат со едно бројче, кај една секоја кандидатска листа мора да има различно бројче и тоа доведува до забуна кај гласачите, кај нашите поддржувачи. Тука имаме изгубено исто така голем број на гласови. Понатаму, платеното политичко рекламирање важи за партиите, не важи за независните. Ние водевме кампања со 0 денари, знаете како беше тоа. А исто така и финансирањето на партиите е според бројот на добиени гласови, тоа не важи за независните кандидати. Значи, тука сме дискриминирани, односно немаме рамноправен однос. Исто така, мислам, добро, во овој дел тоа сакав да кажем, а во самата кампања бевме сведоци на многу изборни нерегуларности. Политичките партии многу порано си ја почна кампањата. Понатамо, она што е редовна работа на општините се користеше како влијание врз гласачите, како снимање на спотови за во кампањите. Па понатаму, знаете, оној хаос цел што настана со ѓубрето, инстант решение за да некој се направи херој, па помеѓу двата круга се испоснимија многу спотови кои што исто така се користеа во кампањата. Сето тоа покажува докаде е нашата зрелост како општество, докаде сме и дека уште многу треба свеста да расте и да се будиме. Каде треба да расте свеста? Сега за крај ќе ве прашам тоа, затоа што кој случај да го земеме, зашто и да прашаме, некако секогаш на крајот
доаѓа дека системот е тој во кој што е проблемот, системот не функционираше закочени, во системот имало проблем зошто порано не излегла инспекцијата во Кавадарци, за било кој случај да го фатиме, ама на крајот ете кога има можност граѓаните повторно подлегнуваат на тој притисок. Дали треба да работиме на кревање на свеста кај граѓаните, тие да бидат по-реактивни за да може да функционира тој систем како што треба. Пред се, граѓаните се тие што бираат. Значи тоа е тоа. Превентивната улога на ДКСК е тука во поддигање на свеста на граѓаните, објаснување нели која е нивната моќ како граѓани, која е нивната одговорност, затоа што гласањето е должност граѓанска, но и одговорност. Нели, а ние видовме дека пола од граѓаните во Македонија испадна дека се неодговорни, едноставно ги ставија изборите на игнор. Па потоа нели ке кажуваме ова не чини, тоа не чини. Ако не чини, ајде да промениме. Значи има граѓани кои што само зборуваат за нели она што им пречи, меѓутоа не се подготвени да преземат чекори за тоа да се промени. Меѓутоа, еве да речем во оваа година со никаква кампања, буквално од наша страна, ние освоивме значителен број на гласови, што сепак укажува на податокот дека има граѓани кои што се будат. А и вака земено генерално, ако земеме од претходните локални избори и овие локални избори, бројот на поддржувачи на независните кандидати е во пораст. И тоа охрабрува. Така што мислам дека сепак граѓаните се тие кои што треба да одиграат клучната улога, затоа што за жал да не владе и кај нас оној стокхолмски синдром и да си го сакаш мачителот, значи што и да се случи, повторно да се гласа за иста политичка опција. Мислам дека тоа се должи и на тешката економска состојба во државата. Луѓето се сиромашни и се грижат за своите работни места, ранат фамилии, се плашат дека ќе останат, се заплашувани дека ќе останат без работа, а не се свесни дека за се тоа постои законско решение и постои можност да се суди. Значи кога одреден функционер кој што нели го злоупотребува своето дискреционо право, да бидат јасни, гласни, да пријавуваат, за да може да ќе биде пријавуван од повеќе страни, тогаш и тој ќе се замисли, а и со помош на медиумите, нели тоа ќе добие гласност, така што во транспарентноста, во свесноста, во гласноста, таму не е лекот. Јановска, благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас за поканата.